Македонските граѓани сега на свој начин ќе ја памети 2024 година. Покрај успесите и убавите моменти на личен план, најголем дел од граѓаните велат дека ќе се сеќаваат на неа и повисоките цени на производите, но и на зголемување на пензиите. По што ќе ја паметите 2024 година? Потоа што се преселив Германија и почнав на студии. Сите најубави работи ми се случи оваа година. Например? Например, многу работи и во приватниот живот, и така измените во општеството. Например, ми избрка од Скопје Со што? да мораме да дојдеме тука во Охрид. Воздухот злато. Тоа, потоа скапотијата. Во Јапонија бев, се вратив овде во Македонија. Направив многу другари од Англија, од Јапонија, ќе ме посетат сега во февруари. Толку, добри другари направив. По убави работи, по патувања, ми беше баш доста полна година. Студирав во Романија, како Еразмус студент, и ми беше богата година, убава. Би рекла една од најубавите години до сега. Не по убави работи. Се случија многу неубави работи. Се надам дека 25-та ќе биде поуспешна и поубава. Не сум долго време во државава, надвор сум од државата, ама посакал да е се најубаво во нашава држава. Економски најбојки, мислам, сето тоа го сетеа луѓето. Политички мислам да не навлегва. Многу успешна година на личен план, баба на многу внуци, така со убави оценки. Некои играт, некои тенис, вежбат, така. Друго, па избори промените. Избори имаше многу превирања. Тоа е, сиромашти. Све посиромашен е народот. Цените одат пак на високо, помалу се покачувањата на пензиите, на платите. На личен план, окей, се преселив во Сраство, овдека се вративме назад. Имаме куќа, реновиравме, све е во ред. Работата оди, добро беше ова 2024. Не можем да се пожалам. Од Италија. Мислам, јас сум од Охрид, па бев мажи на Италија, сега сите се вративме овдека. Турбуленции, што знам. Све е катастрофално во Блискиот Исток, Украина, вамо таму. Све нешто иде на не е баш на добро. Не ми се свиѓа баш. Не е окей ова сега ова што се вика арта. Не е баш окей. Мислам, сите сме ние едно. Од нас сите е украдено тоа е. Очекувањата се дека во новата година ќе им се исполнат сите желби и реализираат сите предизвици на личен и професионален план. Што очекуваш 2025-та? Да ми ојду во факултетот и да сум кон цел да го завршам тоа. Исто во Да. Германија. 25-та година што очекувам? Очекувам да дојдат млади луѓе кои што ќе направат некои радикални промени. Прво, со умовите кои што на сите страни ги имаме. 25-та очекувам нова работа. Да. Се радвам за нова работа, за нови колеги. Очекувам уште побогата година. Исто исполнета со патувања, со дипломирање, со нова работа. По секој пат имаме надеж, нели, за подобро. Надежите не одржуваат. Секој е оптимист, па и јас. Да речам, повеќето се оптимисти, и јас сум оптимист. Очекувам да нешто се подобри, да е подобар стандардот, да е мир, здравје. Да продолжи тоа, да речам. Позитивно што беше во 24-та и во 25-та, и косите поќе во теретана да подослава. Секоја година истата желба ја има. Па требало би да иде на добро. Се надевам баре. 2025 година носи многу очекувања и желби за позитивни случувања и подобрување пред се на економската состојба, како и запирање на војните кои што владеат низ светот. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.